Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Кризата која СДСМ ја наметна трае предолго и затоа сите ние да излеземе на 5 јуни да покажеме како се сака татковината. Порача од граѓанското движење за одбрана на Македонија на вчерашниот народен собир. Избори на 5 јуни за крај на политичката криза во земјата. Ваква порака испратија илјадниците граѓани од пред Собранието на Република Македонија преку Народниот собир на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Кризата која СДСМ ја наметна трае предолго и затоа сите ние сакаме да излеземе на 5 јуни да покажеме како се сака татковината, порача од Дом. Со развиорени македонски знамиња, патриотски песни и ора, граѓаните порачаа дека се собрале да се одбранат татковината од натрешниот непријател. На грбот носеа залепени пароли: Стоп за хулиганството, порака упатена кон сите оние кои изминативе денови ги вандализираа спомениците и државните институции. Нашите браќа македонци во минатото морале да земат оружје во рака за слобода. Сега ние таа слобода ја имаме благодарение на нив. Единствено нешто што треба да го направиме е да го земеме пенкалото во рака и на 5 јуни да го дадеме гласот за политичката опција во која веруваме, порача од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Огромно македонско знаме беше пуштено врз Порта Македонија, испраќајќи моќна порака. Порта Македонија е символ на историските борби и победи на Македонија и македонскиот народ. Мирно и без инциденти заврши едночасовниот протест во Куманово во организација на граѓанската иницијатива "Протестирам", кој и вчера го поддржаа невладини организации, граѓански здруженија и опозицијските партии. И вчера протестот започна пред Основниот суд Куманово, пошто граѓаните се упатија кон улицата Гоце Делчев, булеварот Трета македонска ударна бригада, Народна револуција, Доне Божинов и повторно се вратија на улицата 11 октомври, завршувајќи го протестот пред Кумановскиот суд. И на овој протест граѓаните побараа повлекување на одлуката за аболиција на претседателот Иванов и негова оставка, повлекување на одлуката за избори на 5 јуни, сето создавање услови за одржување на фери демократски избори. Од граѓанската организација "Протестирам" најавија дека и вечерва ќе одржат протест со почеток во 19 часот, кој ќе започне пред Основниот суд Куманово. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски подводневниот министерски состанок меѓу Македонија, Грција, Бугарија и Албанија посветен на прекуграничната соработка во контекст на кризата со бегалците и мигрантите. Истакна дека годинава има напредок во ситуацијата во однос на ситуацијата, реалноста и сериозноста на коридорот југ-север, преку кој сите мигранти влегуваат во Грција од Турција и го продолжуваат својот пат кон север. На пресконференцијата по завршувањето на состанокот на министрите за надворешни работи на Македонија, Грција, Бугарија и Албанија во Солун, Поповски нагласи дека годинава со Грција се воспоставени канали за комуникација. Има сериозно подобрување на двете страни кај министерствата за внатрешни работи и воспоставени се дипломатски канали кои комуницираат за овие прашања. Состанокот кој почна вчера се одржа со цел зајакнување на диалогот и проширување на перспективите за понатамошна прекугранична соработка во областа на координација и справување со заедничките предизвици, како што се бегалската и миграцијската криза. Дали и во колкава мера миграцијската криза има влијание врз односите на четирите земји и воопшто во регионот, шефот на македонската дипломатија смета дека поради реалноста на терен миграцијската криза нема исто влијание врз односите со Бугарија и Албанија, во ист степен како што има со Грција, на чија граница со Македонија има десетици илјади мигранти. Македонскиот министер нагласи дека ваквите состаноци се добар формат за справување со миграцијата и добар начин на кој четирите земји може да се справуваат и со други прашања во иднина. Македонскиот новинар, собственик на порталот Буре Весник, Зоран Божиновски, кој се бара поради здружување со криминална група, шпионирање и уцена, е екстрадиран во Македонија од Србија. Министерот за правда на Србија Никола Селаковиќ ја потпиша одлуката за испорачување на Божиновски по одлуката на судот дека се исполнети претпоставките за негово испорачување во Македонија. Божиновски беше уапсен на 7 ноември 2013 година во Нови Сад по потерница на Интерпол, додека според обвинението се товари за злосторничко здружување, шпионажа и уцена,
според кривичниот законник на Република Македонија. Известно време мина во екстрадицијски притвор пошто е пуштен на слобода каде ја чекаше одлуката за азил. Божиновски е еден од 20 осомничени, меѓу кои се главно сегашни и поранешни припадници на разузнавачката агенција, Управата за безбедност и контраразузнавање, како и Министерството за одбрана. Се сомничат дека се занимавале со шпионажа, но и со уцена на влијателни личности во Македонија, од кои барале пари, за да не им објават детали во јавност од нивните приватни животи. Сите пожари на територијата на Крива Паланка и околината кои се случија од почетокот на месец април, навремено и целосно се ставени под контрола од страна на територијалната противпожарна единица во координација со подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми. При тоа опожарени се околу 100 хектари шума. Екипи на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка во текот на месец април интервенирале на вкупно 7 поголеми пожари. При тоа опожарени се околу 100 хектари шума. Карактеристично е тоа што пожарите настануваат на две локации покрај патот во село Габар и село Луке, каде изгорени се 50 хектари шума, информира Иле Куцевски, командир на територијалната противпожарна единица. Значи, од почетокот на месец април имаме некаде на територија на Крива Паланка имаме 7 поголеми пожари, кои што имаат предизвикано голема материјална штета и опожарена површина некаде околу 100 хектара. Првите карактеристично за сите овие пожари што се јавуваат на две локации, тоа е едната во село Луке и втората локација е во село Габар. Коцевски ја истакна одличната координација со подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми и покрај стремниот терен и ветровитото време кое ги шири пожарите, истите навремено се локализирани. Карактеристично е сите овие пожари ние заедно ги гасиме со ЈП Македонски шуми, подрачното стопанство, веднаш излегуваат екипи и од нивна и од наша страна и работиме тимски, значи нема поделба тие што да работат што ние. Последниот пожар е доста карактеристично затоа што и теренот беше доста стрмен. Најмногу има изгорено бори и бука со понад 30 хектари, а исто така и багрем и пасишта. Од почетокот на годинава до сега на подрачјето на Крива Паланка се случиле 21 пожар, а само во месец април 7. Согласно програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа за годинава во општина Крива Паланка, во тек се градежни активности за санација на дел од улицата Илинденска во централното градско подрачје. За неколку дена жителите на улица Илинденска во централното градско подрачје ќе добијат нов асфалтен пат во должина од 185 метри, односно ќе бидат заменети околу 850 метри квадратни оштетен асфалт. Со цел комплетно и долгорочно решение на овој дел од локалната патна мрежа во општината се поставува нов асфалт, наместо крпење на дупките на дотреениот стар асфалт, смета градоначалникот Алексовски. Во програмата за изградба и одржување на локална патна инфраструктура, каде што имаме предвидено крпење на дупки и санација на помали улички, предвидена и улица Илинденска. Ова уличка, искрено кажано, минатата година планиравме да направиме со крпење на ударни дупки, но согледавме дека тоа нема да го постигне ефектот, затоа што уште можеби откако е направена само се пристапува кон крпење на ударни дупки. Согласно предвидената динамика и временските услови продолжуваат градежните активности за крпење на ударните дупки на сообраќајниците во градот и околината. Градежните активности се одвиваат, се поставува тампонскиот слој и за ден-два ќе се пристапи кон асфалтирање на ова улица и сметам дека тука ќе имаме едно убаво решение за граѓаните на Крива Паланка. Пред само неколку дена нова асфалтна улица во должина од 441 метар добија и жителите на улица Гоце Делчев, односно во местноста позната како Житен склад. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев вчера вечер се одржа трибина Парадоксална промена во организација на неколку интелектуалци и писатели од Куманово. Целта на трибината е да се стави акцент и значење на дуализмот кој е основа на животот.
Во организација на неколку писатели, професори и интелектуалци од Куманово вчера вечер во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа трибината Парадоксални промени. Целта на оваа трибина е да се укаже на интелектуалната ограниченост на човекот, но и како и што да се направи за да се согледа моменталната состојба и да се дојде до промена. И ова вечерашна наша трибина, која носи наслов Парадоксална промена, всушност е сврзана за промена во внатрешна содржина на личноста, која ова промена е сврзана за растот, за развојот, за свесноста и за едно здраво функционирање. Значи, многу прашања, се надевам дека заеднички со дружење ќе дојдеме до одговорите за она што и како се случува. Магистерот по психолошки науки Горан Стојчевски истакна дека секојдневните проекции кои се пласираат преку интернет, преку медиумите, книгите и весниците, ја окупираат човековата мисла и ум, со што му оневозможуваат да го пронајде својот пат. Оваа трибина има за цел да укаже на дуализмот кој е основа на животот и начин како да се спојат тие поларитети и да овозможат ново наше раѓање или воскреснување. Тоа е возможно само ако се направи освестување на сопството кое што ќе ни овозможи спојување на тие поларитети и согледување и вградување на нови вредносни системи кои што ќе ни овозможат и нов начин на размислување и чувствување, а со тоа и наше ново раѓање. Зборот парадокс е од грчко потекло и значи мислење или фигура која содржи противречност и против некој утврден заклучок. Укажува на ограниченоста, води кон откривањето на неоткриеното и го осветлува несоогледливото. Училиштата од регионот учествуваа на настан во рамки на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието, кој се одржа во Меморијалниот центар Асном во Пелинце. МИО проектот го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Македонија. Преку дебата на тема Мојата идна професија и квиз за мултикултурно и мултиетничко општество, учениците од основните училишта Христијан Тодоровски Карпаш од Драгоманци и Кирил и Методи од Романовце спроведува дел од активностите од проектот МИО, кој го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование со други 6 партнер организации. Проектот се имплементира во сите општини и сите образовни институции од државата, во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Македонија. Целта на проектот е да се подобри состојбата со меѓуетничката интеграција во рамки на образовниот систем. Што подразбира тоа? Подразбира голем број на обуки кои што се нудат на наставниците и на училиштата во Македонија, голем број на заеднички ученички активности помеѓу за учениците, бидејќи она што го увидовме ние на почетокот на самиот проект преку нашето базично истражување е дека една од клучните работи што не дефинираат е немање на простор и можност за спојување на учениците од различни етникуми во државата. Проектот 3 години ја имплементира и програмата за мали грантови, која на училиштата им нуди финансиска помош за реализација на заеднички активности, со која досега 218 училишта имаат реализирано над 700 активности. Овие активности кај децата се доста популарни, ги сакаат, тоа е начин за нивно зближување, соработка, за комуникација, па дури како резултат на тие активности, нивните пријателства, дружба продолжуваат и надвор. Значи имаме некогаш често се случува да и училиштата ни јавуваат за реализација, значи ги продолжуваат да ги спроведуваат тие заеднички активности и покрај завршувањето на финансиската поддршка. Значи ние им помагаме до одреден дел така да се воспостави, да ги зближиме, да тие почнат да реализираат активности и веќе понатаму ги оставаме само иницијативно со нивни сопствени средства да продолжуваат да реализираат активности. Значи ги зближуваме до одреден степен и таа комуникација, таа соработка веќе продолжува и понатаму. Според одговорните, целта на проектот е постигната. Создадени се 400 партнерства помеѓу 300 училишта од земјава. За прв пат во државата има школи кои што патуваат од еден крај од државата во другиот за да се запознаат со нивните соученици, другарчиња. Има голем број на активности кои што заеднички ги спроведуваат и сето тоа резултира со надминување на голем број на стереотипи, предрасуди, зближување на учениците од различни етникуми, зближување на наставниците, формирање на мрежи на училишта кои што функционираат заедно. Впрочем, единска настанот на кој што сме присутни е таков, каде што 4 училишта заеднички организираат активности со цел учениците да се осознаат пред се едни со други и да можат да направат другарства, пријателства кои што ќе траат и понатаму.
Традиционално во Кумановската библиотека денеска се одбележа 23 април, светскиот ден на книгата и авторското право. Со книга и цвет за корисниците, Кумановската библиотека го одбележува овој ден, со кој се истакнува значењето и моќта на книгата на сите времиња. Со цвет и книга Кумановската библиотека го одбележа 23 април светскиот ден на книгата и авторското право по стариот каталонски обичај, од каде потекнува идејата и традицијата за одбележување на овој ден, што се совпаѓа со годишнината од смртта на книжевните великани Сервантес и Шекспир. За моќта и значењето на книгата, што се таа може да постигне, колку голем придонес има во напредувањето во секоја животна доба, а особено во младоста, за овој најмоќен медиум на сите времиња пишува во светската и македонската порака, што ги испраќаат генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова и Љубиша Георгиевски. Во библиотеката беа прочитани и пораките по повод светскиот ден. Првата напишана од Ирина Бокова, генерален директор на УНЕСКО, која истакнува дека книгата е врска меѓу минатото и днината, мост меѓу генерациите и културите, посредник меѓу создавањето и споделувањето на мудроста и знаењето. И втората на Љубиша Георгиевски, во која се потенцира поврзаноста со историјата. Да стане судбина историјата мора да се легитимира минувајќи низ книжевноста и обратно, за да се легитимира книжевноста мора да мине низ историјата. Кумановци редовно читаат книги од различни жанрови. Јас, например, секое слободно време си го потполнувам со читање на книги. И би препорачала секој сака поубаво е за одмарање на мозокот. Така, имаме ли во библиотеката доволен избор? Да, доволно и купувам книги од месецот на книгата, кога има сајм и така. Да, има и во последно време, мислам дека поише снабдена има. Да. Што преферирате да читате? Па поише литература, вака нешто порелаксирано. Па имам домашна библиотека, романи, крими, така нешто љубавни. Кумановската библиотека на секој начин се обидува да ја популаризира книгата. Годишно спроведува 3 набавки. Со книжен фонд од околу 200.000 книги, Кумановската библиотека е една од најбогатите во државата. Во Тане Георгиевски активни се околу 4500 корисници, најмногу ученици и студенти. Библиотеката постојано врши промоции, така што наредната е во понеделник. Промоција на книгата Црно на бело од авторката Лидија Димковска. 23 април, светскиот ден на книгата во градската библиотека Кочо Рацин Крива Паланка, одбележан со повеќе активности. Се одржа еднодневен саем на книгата во соработка со издавачката Куќа Мартина, а младите поети од градот учествуваа на пролетен фестивал во Свети Николе. Во пресрет на светскиот ден на книгата во градската библиотека Кочо Рацин Крива Паланка се одржа еднодневен саем на книга во соработка со издавачката Куќа Мартина. На штанд пред библиотеката беа представени бројни наслови од детската литература, актуелни белетристички изданија од светската и македонска книжевност и книги со практични здравствени совети. Еве овој ден организираме саем на книга на издавачката Куќа Мартина. Па читателите ги повикуваме исто така да повела да го посетат штандот, има многу интересни изданија по саемски цени. Во знак на одбележување на денот на книгата и авторското право 23 април, младите поетеси Тамара Илиевска и Ангела Јовановска, членови на литературниот клуб Калин, кој функционира при Националната установа Центар за култура Крива Паланка, учествуваа на поетски фестивал во Свети Николе Пролет, љубов, смеја. Имаше многу мои врсници кои има исто така добри творби, но жири комисијата одлучи дека јас ја заслужувам првата награда, тоест дека мојата песна е најдобра. Се представив со песната Љубов ли си ти и го освоив првото место. Не сум пишувала поезија, повеќе пишував проза, па затоа немав прилика да учествувам во ваква манифестација и многу ми е мило што учествував. Библиотеката Кочо Рацин од Крива Паланка е дел од Кобис електронскиот систем за пребарување и сите читатели можат да одберат дел од богатата понуда на стручна литература и белетристика. Иако е одлично снабдена, посочуваат одговорните, би требало да биде повеќе посетена. Често е посетена библиотеката, но во одредени категории на луѓе, да речеме, оние читатели што се зачнети, тие редовно доаѓаат, знаат што имаме тука, редовно не посетуваат, исто така ние на нашата страна, поточно на kobis.mk, проверуваат во нашата библиотека што има, какви изданија има и доаѓаат, бараат стручна литература, исто така и лектирни изданија, белетристика и најповеќе ние читаме белетристиката и стручните изданија. Точно дека има нели посетеност, но би апелирала повеќе да се зачленуваат и да читаат, зашто има мал број на читатели.
Една мисла вели: човекот станува мудар не со сила, туку со читање. Друга пак, читањето е најдобро учење. А бидејќи човекот учи додека е жив, препорачуваме да читате постојано, секогаш и секаде. Нешто било, ама кога било, бидејќи дали еден човек чита или не, тоа веднаш се забележува. Меѓу луѓето и нема поголема разлика од ова. Во целиот свет денеска се одбележува денот на планетата Земја. Со разни акции, многу здруженија и организации ќе се обидат уште еднаш да упатат апел за важноста на чистата околина. Кон одбележување на денот се приклучија и најмалите од градинката Ангел Шајче од Куманово. По повод одбележување на денот на планетата Земја, градинката Ангел Шајче секоја година спроведува низ активности за подигнување на еколошката свест кај децата, уште од најмали нозе. Во објектот Бубамара децата садеат цвеќе, го редуваат дворот и занималните, цртаа на платно изработуваа еко-кукли од рециклиран материјал. Оваа година ќе одбележуваме со садење на цвеќе, уредување на дворот, на занималните и со цел да ги запознаеме децата од рана возраст и да ги поттикнеме за еколошка свест. Секој во својата група има различни активности, така да се црташе на платно, се одбележуваше преку изработка од рециклиран материјал еколошки кукли. Во објектот има билингвални групи и сите заедно учеа за значењето на екологијата. Самите воспитувачи се задоволни од знаењето на децата за важноста од зачувување на планетата Земја, кој најчесто нивното знаење преку песни доаѓа до израз. Со ваквите акции се делува за будење на свеста кај луѓето за заштита на животната средина и намалување на загадувањето на воздухот. Целта е да се спроведат акции на секаде низ светот за засадување на приближно 8 милијарда дрвја до 2020 година. Денот на планетата Земја за прв пат е одбележан уште во 1969 година во Сан Франциско. Земјотрес со интензитет од 6 степени според Рихтеровата скала го погоди Еквадор. Велика Британија ќе прифати околу 3000 деца бегалци до 2020 година. Обама ја повика Британија да остане блиска со европските сојузници. Ова се вестите од светот за денеска. Земјотрес со интензитет од 6 степени според Рихтерова скала го погоди Еквадор, соопшти Американскиот геофизички институт. Нема информации за евентуални жртви и причината материјална штета. Епицентарот на потресот се наоѓал на 100 км северозападно од Порт Вехо и на длабочина од 10 км под површината на земјата. Минатата сабота катастрофален земјотрес со интензитет од 7,8 степени го погоди Еквадор, при што загинаа 587 луѓе. Британската влада до 2020 година ќе прифати околу 3000 загрозени деца по потекло од Блискиот Исток и Северна Африка, како и нивните семејства доколку тоа е потребно. Програмата опфаќа загрозени деца како на пример оние кои се принудени да работат, да стапат во брак на сила или да станат жртви на други форми на експлоатација и злоупотреба, се наведува во сопштенијето на Британското министерство за внатрешни работи. Новата програма ќе се спроведува заедно со Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци УНХЦР и ќе биде достапна за сите ризични групи и националности на Блискиот Исток и во Северна Африка. Американскиот претседател Барак Обама ја повика Велика Британија да остане блиска со своите сојузници во Европа за да помогне во меѓународната борба против тероризмот. Обама наведува дека соработката со размена на разузнавачки податоци и борбата против тероризмот па се до склучување договори за создавање работни места и економски раст. Тој вели дека Европската унија не го намалува британското влијание, туку го зголемува. Последното 28 коло од регуларниот дел во првата македонска кошаркарска лига носи две дерби средби во Скопје. Војане Сандански, лидерот МЗТ Скопје Аеродром, е домаќин на второпласираниот Карпош Соколи, а Работнички во директна пресметка за петата позиција на табелата во градскиот парк ќе го вгости Евгелиски Кожув. Дербито во Јане Сандански меѓу двете водечки екипи на табелата резултатски е многу позначено за гостите од Карпош. МЗТ Скопје веќе одамне обезбеди водечката позиција на табелата и директниот пласман во полуфиналето на плейофот.
На кошаркарите на Карпо Соколи им е потребен триумф, со кој што би ја добиле трката со Куманово по посекуваната втора позиција на табелата, која исто така обезбедува директен пласман меѓу четирите најдобри во разигрувањето за титулата. Карпош има негативен ефект од 3 порази и само една победа во дуелите со Куманово и при идентичен број на бодови на крајот на регуларниот дел, вице-шампионот би го освоил второто место на табелата. На второто дерби во 28-то коло со императив на победа е трофејниот работнички. Тимот на Куманово е апсолутен фаворит за победа против последно пласираниот Бест. Колото стартува со дуелот во Кавадарци од 18 часот во Јасмин, Фен Индустри ќе гости Струмица. Македонскиот првак Вардар по трет пат едно по друго е на чекор до пласман на завршниот турнир во Лигата на шампионите. Последна пречка пред најголемиот успех во историјата е Веспрем. Ракометарите на Вардар во сабота од 16 часот го играат првиот четвртфинален надпревар од Лигата на шампионите. Во Скопје во спортскиот центар Јане Сандански доаѓа унгарскиот Веспрем, големиот ривал од последната сезона од Лигата на шампионите и Сеха Лигата. Во таборот на црвено-црните се свесни за обврската што ги очекува, но умерени се во најавите за дуелот. Треба да играме добра одбрана и да го искористиме контранападот. Веспрем игра многу добра одбрана, нивните играчи се движат брзо и добро играат во контра. Има добри играчи како Палмарсон, Родригес и Наќ, рече Гонзалес на вчерашната пресконференција. Потребна ни е наглас и помош од навивачите како и секогаш, бидејќи сакаме да играме Final Four во Лигата на шампионите. Околу повредените играчи Раул изјави дека Филип Лазаров сега почна со тренинзите, а во подобра кондиција и Сергеј Горбок. Годинава во рамките на Сеха Лигата, двата надпревара завршија нерешено 24-24 во Веспрем и 30-30 во Скопје, додека во финалето на Сеха Лигата во Вараждин Веспрем победи со 28-26. Надпреварот ќе го судат Стеван Пишо и Лоран Ревере од Франција. Ракометните клубови во првата македонска лига застанаа во одбрана на првиот човек на ракометната федерација Живко Мукаетов по најавите за негово повлекување од функцијата претседател. Вкупно 41 делегати од над 30 клубови ја имаат подпишано декларацијата со која му даваат поддршка на актуелниот претседател Живко Мукаетов и бараат повлекување на оставката. Како што е веќе познато, Мукаетов најави повлекување од функцијата по неуспехот на националниот тим на предолимпискиот турнир во Гданск, откако претходно изјави дека е подготвен да го преземе својот дел од одговорноста доколку не се оствари националниот сон Македонија да игра на Олимписките игри во Рио де Женеиро. Репрезентативците предводени од Кире Лазаров бурно реагира уште во Гданск, давајќи му целосна поддршка на претседателот, а веднаш по враќањето со писмени соопштенија се огласи и клубовите, кои истакнаа дека се призадоволни од досегашната работа на Мукаетов и неговите најблиски соработници. Со ова станува и повеќе од јасно дека оставката нема да биде прифатена, па Мукаетов по утрешното собрание ќе продолжи да ја води Ракометната федерација на Македонија најмалку до март следната година, кога истекува неговиот 4-годишен мандат. Голманката на бразилската репрезентација Мајса Песоа од наредната сезона ќе брани во ЖРК Вардар. Се пофали со нејзиниот трансфер клубот на својата интернет страница. Песоа со црвено-црните подпишала 2-годишен договор. Мајса Песоа, која со Бразил во 2013 година ја освои светската титула, во моментов е членка на Букурешт, екипа против која ЖРК Вардар ќе игра во полуфиналето на завршниот турнир во Лигата на шампионките. Песоа дресот на Букурешт го носи од 2014 година, а претходно настапувал за ИСИС од Париз и Динамо Волгоград. Клубот е одличен со фантастични играчи кои се борат да го освојат пехарот во Лигата на шампионките. Ова е нов предизвик за мене и за мојата кариера, нова авантура која што многу ја сакам, изјавила за клубската интернет страница Песоа. Искусната голманка во Вардар ќе пристигне по завршувањето на Олимписките игри, бидејќи ќе биде дел од бразилската репрезентација која што ќе настапи на најголемиот спортски собир на светот. Атлетскиот клуб Куманово зема учество на меѓународниот надпревар во Турција. Милан Велјковиќ се закити со 2 медали, трето место на 100 метри и второ место на 300 метри. Ова е најголем надпревар за деца од 2000-тата, во кој има надпреварувачи од Европа, Азија и Африка.
Милан Велјковиќ, член на атлетскиот клуб Куманово, се закити со 2 медали на меѓународниот надпревар кој деновиве се одржува во Конја, Турција, каде нашата екипа е поканата од страна на организаторот. Трето место на 100 метри и второ место на 300 метри се наградите кои завршија во рацете на Велјковиќ, кој денес ќе има надпревари во категорија 100 метри со пречки, а на крај ќе има екипно штафетно трчање. Нашата атлетска репрезентација на Македонија таму е сега, зеде учество, беше поканета од Турција. Да кажем дека ово е многу јак митинг, да не заборам, значи има од Европа, од Азија и од Африка такмичари, поедини екипи кои ги кани земјата организатор домаќин, односно Турција. Во нашата атлетска федерација беше се направена екипа, најдобрите сите, 7-8 атлетичари, машки и женски, од кои нашиот Милан Велјковиќ 2000 година е единствен представник од Куманово. Тој вчера се такмичеше во трките на 100 метра и 300 метра. И освои многу добри резултати. На 100 метра 11.80 стана трети, на 300 метра освои 37.07, што е многу јако време и избори за сребрена медалја, односно второ место. Многу сум задоволен од него и очекувам уште повеќе и вака само ако продолжи има да биде врвен атлетичар. Станува збор за надпревар во јуниорска категорија, кој ќе трае 2 дена. Во недела навечер Милан Велјковиќ и неговиот тренер Филип Колевски се враќаат во Куманово. Нивните успеси се доказ за потенцијалот и квалитетот со кој располагаат, кој се постигнува со континуирана работа и многу упорност. Хјустон забележа тесна победа против шампионот Голден Стейт во синоќешниот надпревар во НБА лигата. Ова си останете вести од меѓународен спорт. Кошаркарите на Хјустон со тројката на Харден во последните секунди од мечот го поразија шампионот Голден Стейт со 97-96 и најавија нови возбудувања на четвртиот меч што се игра повторно во Хјустон в четврток. Гостите повторно игра без Кари кој се повреди уште на првиот меч. Хјустон постојано беше во водство на моменти со 10 поени разлика, но на крајот мораше да се спасува во последните моменти. Во херој на навивачите се притвори Джеймс Харден, не само затоа што постигна 35 поени, 9 скока и 8 асистенции, туку и затоа што го погоди клучниот кош на мечот на 2,7 секунди пред крајот. Најефикасен кај гостите беше Марис Пејц со 22 поени, додека Томпсон реализираше 17. Локомотив Кубан избори мајсторка против Барселона кој ќе игра на домашен терен откако славеше во четвртиот меч од четвртфиналната серија. Рускиот тим победа славеше во продолжението со 92-80 откако мечот во регуларниот дел заврши 78-78. Локомотив во Барселона го одигра најдобриот меч во Евролигата оваа сезона. Рускиот тим водеше речиси во текот на целиот меч, а Барселона среќно во пенал завршницата успеа да избори продолжение. Наваро погоди тежок шут за 2 поени на 2,9 секунди до истекот на времето, откако претходно Рендулф погоди само едно од двете слободни фрлања. Рендулф мечот го заврши со 28 поени, 7 скока и 2 асистенции, а помош доби од шпанскиот репрезентативец Клавер кој забележа дабл-дабл од 7 поени и 10 скокови. Ветеранот Наваро со 19 и Томич со 18 поени беа најефикасни во редовите на Барселона. Пласман на завршниот турнир веќе изборија Фенербахче, Лаборал Куќа и ЦСКА Москва. Екипата на Арсенал со двата гола на Алексис Санчес стигна до нова победа во Премиер лигата. Во заостанатиот надпревар од 30-тото коло Арсенал на домашен терен ја победи екипата на ВБА со 2-0. Санчес головите ги постигна во првиот дел во 6-та и 38-та минута. Со овој триумф Арсенал се врати на третото место на табелата пред Манчестер Сити. ВБА се наоѓа во серија од 4 порази на последните 5 надпревари е на 15-тото место на табелата, но во безбедната зона без опасност од испаѓање. Прв на табелата е Лестер со 73 бодови, следува Тотенхем со 68, Арсенал е трет со 63, Манчестер Сити 61, Манчестер Юнајтед има 59 поени, следува Вест Хем со 54 и Ливерпул со 51 поен. Времето во Македонија сончево со умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Да проследиме метео за североистокот.
Тука е крајот на дневникот, ви благодарам на вниманието, ви посакувам пријатно попладне.